Драги мои, добар ден. Повторно сте со Црвена линија, ново петочно издание, петок ден пред викенд. Но и многу кусо време до дочекот на новата година. Тоа значи дека во овие денови веќе на големо се организираат предновогодишни прослави. Се слави по рестораните, кафеаните, кафиките. Се слави, се јаде, се пие, а потоа се вози. И се заборава на препораката на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата: ако пиеш, не вози. Сведоци сме на сообраќајни несреќи кои ги предизвикуваат пијани возачи. Има ли некој начин како да се спречат пијаните возачи да не седнат зад управувачот? Дали предвидените законски санкции за пијаните возачи се мали? Со повисоки казни би спречиле ли пијаните возачи да седнат зад управувачот? Тоа е она за што ќе говориме денес со вас, а верувам дека сте сведоци на брзо возење и самите како учесници во сообраќајот можете да го пренесете искуството без разлика од кој град се јавувате од земјата. Но на што ќе ве потсетам да се вклучите во Црвена линија, едноставно треба да го завртите телефонскиот број 02 307 0005 и секако да не заследите на социјалните медиуми. Онаму каде што се лајкнува, коментира и шернува. Тоа значи на Facebook Црвена линија, секако Телма телевизија, профилот и можеби она што најмногу очекуваме од вас е да не заследите на Instagram, секако да кликнете на Instagram Story, а доколку кликнете на Instagram Story ќе ви се отвори ова прозорче на кое што ќе можете да го дадете одговорот на нашето денешно анкетно прашање. Дали во овој период на прослави треба да има сообраќајна полиција буквално на секое ќоше? Тоа е она што ве прашуваме инстаграмчи, не заборавајте да одговорите со да или пак не, а оној кој што прв ќе се вклучи на темава и секој следен во ова денешно издание на Црвена линија, ќе го прашаме дали ригорозни казни, например како доживотна забрана за управување на моторно возило, ќе го реши проблемот. Што мислите вие? Тоа ќе го дознаеме со вашето јавување во Црвена линија. Одиме, ако имаме гледач, веднаш со првиот гледач. Добар ден ке речам, се уште не е време за добровеч. Да, добар ден. Според вас, има ли начин како да се спречи брзото возење и секако пијаните возачи да седнат зад воланот? Има начин како да се спречи, затоа што законот за сообраќај на патиштата треба стриктно да се спроведува и на некој начин на тие возачи кои прават преди 30 години, ви кажувам дека сум работел во полиција, тоа ми е познато, тоа ми беше струка, али тие возачи кои возат под алкохол, кога ќе му се одземе возачка дозвола, повеќе возачка дозвола не треба да има. Секаде во европските земји, Австрија, Италија, Шведска, Швајцарија, да не ви ги гледам, секаде таму каде што се вати возач во пијана состојба, тој возачка дозвола не може да има повеќе. Затоа што возилата во Македонија, господјо, стана оружје за убивање. Затоа што гледам некои во Велес отепаа девојче младо, пред 2-3 години отепаа 3-4 овде на партизанска кај нас. Со тоа што мораме ние на некој начин тоа да го сопреме и да бидат поригрозни мерки и поригрозни казни. Дали тоа значи дека треба да има и сообраќајни полицајци буквално на секој ќош? Видете, џабе вие и да ставате полицајци на секој метар, ако елементарната сообраќајна култура во главата не му е метната, ништо не правиме. Со сила на никога во главата му. Али кога ќе ходиш по джебот и кога ќе му земеш возач газола, тогаш ќе има поголем. Убаво што ја спомнавте и Австрија, како една паралела дека во европските метрополи ситуацијата е малку поинака. Дури во Австрија планираат да воведат нов закон за брзо возење, односно она што го има изјавено министерката тамошна за сообраќај Леоноре Гевесвел, изјавила дека на нашите патишта едноставно има премногу луѓе кои не можат да бидат контролирани, за кои не функционираат казните и дополнителното образование. На овие луѓе мора да им се одземе оружјето. Под оружјето го подразбираат
во Австрија возилото. Така да нацрт законот предвидува на возачите кои ќе ја надминат брзината од 60 км на час во населено место или 70 км на час во населено место, автомобилот на лице место да им се одзема на 2 недели. За време на тој период би требало да биде проверено дали станува збор за возач кој веќе бил забележуван поради брзо возење. Што треба да се направи кај нас за да се стопира навиката да се вози под алкохолирана состојба? Добро вечер. Добар ден. Добар ден, да, се уште е добар ден. Повелете. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Баш добра тема пред новогодишните празници, каде што доста се конзумира алкохол и така натаму. И јас можам да кажам дека оваа професија сум ја работел доста години, околу 20, на улиците, во Западна Македонија и во Скопје. Законите се добри, но има некои пропусти кои што се случуваат. Доколку се затекне возач кој управа под дејство на алкохол, му се одзема возачката дозвола и истиот се исклучува од сообраќај. Што значи тоа се исклучува од сообраќај? Не му се дозволува понатаму да управува со возилото. И може да го управува возилото само доколку дое друго лице кое што не е во алкохолизирана состојба. Овај пропуст на нашите улици често се случува, му се одзема возачката и лицето се пушта понатаму да го управува возилото. Доколку истиот продолжува со прекршокот, може истиот да биде и приведен и задржан до 24 часа во полициска станица. Сега, кај нас се случуваат навидо многу мали пропусти, али доста со човечки жртви. Исто така и во Србија се предлага закон над 1,5 промили. 90 секунди ќе посетаме време трењето, но тоа не може да ве сопре. Сикако повторно да се обидете, отворени сме додека трае црвена линија, сикако да се јавите повторно и да се доискажете во наредни 90 секунди. Добро вечер или пак добар ден за новиот гледач. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Еве, да. Како да се спречат пијаните возачи да седнат за волан? Што каже човек? Јакако тоа, одземување на возилото и така. А што ви, околу ви пијаника, 0,1, 0,5, ајде. Ама 0,2 и му дава дозвола да памути. Толку не може да. Напред од терате во полиција, а таму ќе, дуго ќе, и таму остануваш. Возилото таму останува. Те пуштаат татор. Али, сега не е така. Сега е катастрофа да види. Јас писам дека многу е пријателството. Пријателството е многу јако. Тоа е тоа. Го поздрав во Нетино, многу поздрав во Нетино. Чао! Благодарам за јавувањето во црвена линија. Имаме гледачи кои што и кусо и јасно се излагаат врз основна темата за која што говориме, а што ќе ни каже следниот гледач ќе дознаеме во следните 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во црвена линија. Благодарам. Ја ќе бидам краток. Јас колку што знам во Финска казните се во висина од примањата кои што ги имаат луѓето. И мислам дека такво нешто треба да се воведе и кај нас. А што се однесува до одземањето на возачки дозволи, мислам дека треба да важи истото ако има некој кој што има значително поголеми примања, направи прекршок, мислам дека треба да се размисли да се земе возачката дозвола. Благодарам. Благодарам и вам. Драго ни е што споделивте информации со оглед на тоа што еве некој од вас гледачите секако имаат познавање, можеби имате и искуство да бидете собраќен учесник во некој од барем европските градови. Како да е, добродојдено е да ја пренесете вашата слика и за собраќајот од вашето место и секако да предложите какви санкции конечно ќе донесат ред да не седнуваат пијани возачи зад воланот. Добар ден. Ало, добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме, вие сте во црвена линија, повелете. Добар ден, дали се слушаме? Намалете го телевизор, тонот на телевизор. Готово. Што треба да
свати овој заспан народ. Не е поентата да има на секој чекор собракаец, него да има секаде собракајци. Ај видите а другата страна на Вардар дали има собракајци. Земите камерите, прошетете. Дали од таа страна на Вардар има паја коли, дали сте виделе? А еве околу возењето под алкохолизирана Само не ме прекинувај, мало ми е времето. Потоа, дали сте виделе таму да се плаќа паркирање? Зонско паркирање од другата страна на Вардар. Таму не постои, така? Значи, овој македонски заспан народ никако да се разбуди. Поентата е да не го крадат народот со казните. Во Карпуш, по 5-6 пајаци сидат еден по друг и си зимаат коли, а нема тука зонско паркирање. А И нема ево кај во да се однос на жалиш. возењето под алкохолизирана состојба, какви Сега ќе санкции? кажам, не ме прекинувај. По 100 евра Ќе бидете прекинати со оглед на тоа што темата не зборуваме за непрописно паркирање и секако казни во однос на тоа, туку зборуваме за тоа дека периодот пред Нова година, апсолутно сите денови, се слави многу, се јаде, ама и се пие многу. Одговорноста ја превземаат токму оние кои што седнуваат зад воланот. Какви санкции треба да воведе и контрола, се разбира, државата за да се намалат сообраќајните незгоди и секако не дај Боже жртви, доколку имаме зачестена појава во алкохолизирана состојба да имаме возачи. За тоа зборуваме денеска во Црвена линија. И добар ден ако имаме нов гледач. Добар ден, ако сум на линија. Да, повелете. Благодарам. Па вака, во многу земји, значи алкохолот е дозволен 0 промили. Кај нас е дозволено 0,5 промили. Ми се чини дека тоа треба да се воведе алкохол 0 промили. Кому му се пие, нека остави возило, нека седи дома, значи нека не користи возило, па нека пие колку сака. Второ, за сообраќајка настаната со, значи во пијана состојба, значи кај што нема жртви, обавезно одземање на возилото најмалце година дена, а возилото да му биде конфисковано најмалце 30 дена. Сега, ако се работи за смртен случај во сообраќајката, независно колку е виновен, сепак таа особа треба дозволата да му биде одземена доживотно, затоа што не ги почитувал правилата, прописите, затоа што мојот живот и неговиот живот се на кантарот подеднакво. Немам право да ми го одземе живот од мене или јас нему. Затоа сматрам, значи една за секогаш треба да го цениме и својот и туѓиот живот. А за тоа што не го цени, значи да му се одземе дозволата доживотно. Тогаш ќе размисли оној што, затоа што сега возачката дозвола, ако му се одземи на некого, тоа е исто како да му ја земете докторската диплома на некој доктор на науки. Така ќе се чувствува. Иако не е доктор на... Али толку... Благодарам многу. Еве слушате гледачите какви идејни решенија за санкции кажуваат со оглед на тоа што веруваме дека треба конечно да се намали бројот, особено на сообраќајни незгоди во кои што предизвикувач е алкохолизиран возач. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. Јас се јавам по втор пат, бидејќи преска не можев да се доискажам. Дали се слушаме? Да, продолжете. Значи, ќе спомнам и една статистика и некој што се кај нас во македонско судство, кој што се како пракса. Доколку чествува лице во сообраќајна незгода со смртни последици и возачот ако е под дејство на алкохол, тоа му се зема како леснителна околност, темек не бил свесен и предизвикал сообраќајна незгода со смртни последици. Али плаќа само некоја си казна за алкохол и нормално му се зема леснителна околност за тоа што е под дејство на алкохол. Што моје мислење не треба да е така. Искрено не сум слушнала досега некој да вози под алкохолизирана состојба да се земе тоа во предвид како леснителна околност. Да, судот го зема тоа како леснителна околност, бидејќи тој не бил свесен за постапките кои што ги Но свесно конзумирал алкохол, тоа не е состојба нели? Да, доколку не се случи сообраќајна незгода, тоа само плаќа казна. И има забрана за управување со моторно возило 3 или 6 месеци натаму.
Сега, кај нас многу работи треба да се сменат, али најпоќе тоа влијае од судството. Или доколку му се одземе возачката дозвола на лицето под дејство на алкохол. Благодарам многу за јавувањето. Повтор пат, ете, имаме гледачи кои што сакаат нормално да се доискажат и да искористат нови 90 секунди. А во следните ќе слушнеме ново размислување. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, Добро црвена линија. Познате ли е Калма? Дали се слушаме во црвена линија, сте повелете? Слушаме се. Викам, Повелете. ово што се случува кај во Македонија, тоа не е видено. Корупцијата е прави исто и собракањите што се почесто јавуваат. Затоа што се корумпирана влада нема правда, нема мир. Гледа се сега, ништо со битување на граѓаните и за живот на народа, само за невласт. Само зашто не го прифатија судите се корумпирани од Кацарского и Демишкова се дела тие од 86-ти. Пушто се направи. Ајде во однос на тоа какви санкции треба да се воведат? Треба независно судија, да се прифане независно судија. Зашто не прифаќат имото на судиите, колку се корумпирани? Зашто не го прифатат опозицијата кои побара и независно суди да се постави имото на судите на политичарите? А во однос на возачите кои што возат алкохолизирани? Доваѓање на власт со опозицијата. Ке подсетам следното. Денеска ќе ве замолам, како и секој издание на Црвена линија, да се држиме до темата, бидејќи има гледачи кои што можеби подосна ќе се вклучат и ќе добијат печаток дека зборуваме за судството. Она за што зборуваме денес е секако дека на големо овие денови се организираат прослави, тоа е добро да се радува народот, но треба да бидеме и одговорни во однос на нашето учество во сообраќајот. Секако возење под алкохолизирана состојба е недозволено. Какви санкции треба да се воведат барем да се намали ризикот во деновите пред Нова година и деновите на прослави? Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот. Ке подсетам уште еднаш. Внимавајте на тајмерот 90 секунди и секако веднаш штом ве вклучат од режија во Црвена линија, намалете го тонот на телевизорот до крај и да зборуваме преку слушалка. Добро вечер. Дали се слушаме Црвена линија? Да, се слушаме. Повелете. Нема фајде ни од казни, ни од дозвола одзимање. Дури самите возачи не се цивилизираат. Да знаат дека штетно е да вози у секој населено место над дозволена за брзина. Тај ми е зборот мене. Дури не цивилизираме, не вреди, никакви казни не могат да помогнат. Што може да помогне? Ама нема што да помогне, тоа така од време и си пак така ќе се тера работата. И како во другите држави може, овде не може? Од што сме поразлични? Другите, ние сме многу далеко од тие држави таму. Не сме близко до нейната цивилизација уопште ние. Јас сум имал прилика да се возам со колега, мој другар, му биле познати цајканите, пијан, велем, абе ќе те кажат, абе што те гајли, вика, никој не може да ме собе. И го сопреа, Трајко бил, Петко бил, ајде оди, вика, друг пат да не се деси тоа. И што бе правиме тук сега? Ајде, според вас, што би направиле вие? Ама ништо, треба да не пиеш, да додеш честно и со здрав мозок да возиш. Друго ништо спас нема. Добро, во ред. Благодарам многу за јавувањето. Да слушате, имаме и песимистични размислувања каде што вела дека што се однесува до нас, спас ни нема. Одиме со следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Вие сте во Црвена линија, повелете. Така, драго ми, ко се слушаме. Драго ми и мене. Таа Црвена линија, убаво прашањето, убави
ви се вашите прашања му за управувањето моторно возило. А што ќе правиме со оние? То не пијат. Те од муслиманска вероисповест. Те дрогира, дивеат по улиците. Што да правиме со нив? А Чиче Вујче ги заштитува. Какви санкции треба да се воведат според вас за да се стави ред? А ред да се стави? Се знае. Најубава работа. На секој 200-300 метри легнати полицајци на улици, на буливарите, прек дека да се сопре тоа дивење, брзо возење. Друго решение нема, затоа што на западот, ако и самиот председател направи прекршок, помине на црвено или на две полни линии, си плаќа казна. А кај нас што е? Јас сум од муслиманска вероисповест, Чиче Вујче ќе ме одбрани, нели? А овие смртници што немаат пријатели, си плаќаат казни. Така е секој, нели? Благодарам и вам за јавувањето. И веќе потсетиме дека секако најчесто е да биде возачот под алкохолизирана состојба, но тоа секако не значи дека оправдување и дозволиво е да биде пак под дејство на опијати и дроги. Како и да е, одиме на Твитер, ќе прочитаме еден твит на Јане Димески, како ретвит. Всушност ќе почнам со она што е напишано од Шанса за центар. Секојдневно има казни за луѓе кои се фатени дека возат и со над 50 па и 70 км на час побрзо од дозволеното. Никој не се плаши од казните, што е една од причините зошто често се шокираме од катастрофа во која се убиени и деца и возрастни. Јане Димески ретвитнува на ова. Најчести причини зошто гинат луѓе во сообраќај, државата губи меѓу 135 и 235 милиони долари годишно. Под 1 брзо возење, по 2 непочитување на правило на предност, непридружување до страна и насока на движење, погрешно вртење и возење под дејство на алкохол. Што мисли следниот гледач ќе дознаеме сега. Добро вечер. Добро вечер. Прашањето ви е одлично и точно до животна забрана, тоа е се окей. Меѓутоа, за жал, кај нас ова ни случајно на сон не може да дојде, а не да се спроведе. Затоа што многу пред мене кажала, кај нас законите не важат за секого. Така беше и во Југославија. Исто, тоа е се, јас стално го кажем и ова се си продолжува. Деца на функционери и овакво правеа, газеа, имаат газено луѓе, ни одговарала ни ништо. Истото продолжува и сега. И сега тоа да се направи кај нас, само треба на секој семафор лезечи полицајци. Затоа што кога ќе дојде, он не може да вози со таа брзина. Сите возат јаки коли, джипови, си вика јас сум джипови. А камери? Па кишо, ако има камери, ако го згази, више ако го направи, джабе е камерата. Значи, завршена работа, работата е да се спречи. Значи, кога ќе има полицаец лезачки на секој семафор, он колку год да вози брзо и да прави, значи пак некако ќе мора да ја намали овако брзината. Иначе камерите е свршен чин, ти на камера ќе видиш, ама джабе кога го згазил, кога направил веќе нешто. Затоа што само кај нас, за жал, само лезачки полицајци. Друго, мислам дека ништо не може да помине, затоа што кај нас не функционираат законите, сите се со пријатели и роднини, ќе ми заврши работа, кој те шиша тебе, вози, прави, ја ќе онаклав. Така да само полицајците, друго, и повеќе полиција. Полиција нема. Цениме тоа што се вклучивте во црвена линија. Има еден твит, ќе прочитаме, па може би вие сте сведоци на вакви случувања од улиците. Старецот напишал: пиеш кафе или пиво у пабот и секој ден летаат по 70 до 80 км на час пред твои очи, на 2 метри од масите, и тоа со мотори и коли. Битно мерат за брзо возење кај Ветекс и Агрија, каде што пиле нема. Дали сте сведоци на брзо возење, особено на оние кои што најверојатно возат не само под дејство на алкохол, туку и под дејство на опијати? Добро вечер. Па, гледаш од Кратовска. Во културата е целата работа. Значи, ограничувањето од Крива Паланка до Штип на магистралните патишта е 40 км.
во центарот на Скопје се вози со ограничување при населено место од 1 милион жители се вози 50 км на час. Каде е културата? Кој ги става тие знаци? Сметате дека во знаците перење на проблемот... пари. Дали ме разбереш? Значи чисто перење на пари. На магистралните патишта се вози од 60 до 100 км. Кој го стави тој знак 40? Дали е нормален тој? Значи само чисто перење на пари. Полиција, судство, тоа потполно да не постои. Клуч на врата и пријемно. Тие што возат стотка, што возат со долги светла, кој ги контролира и кој ги казни? Никој. Тие се недоперливи. А оние под алкохол и опијати? А оние под алкохол што возат и опијати? И па тие се големите што возат под алкохол. Еве кај нас. Никој не смели сопре. На градоначалникот е, ово е, оно е. Тој диве. Така, благодарам многу што се јавивте во Црвена линија. Секако продолжете да не следите и понатаму. Ако имаме гледач, ви даваме предност. Добро вечер. Дали се слушаме? Црвена линија, добро вечер. Јас ке дадам малку време. Предност имаат секако оние кои што се вклучуваат во Црвена линија и добро вечер. Добро вечер. Па еве, какви санкции, кое е решението еве да се спречи управувањето на возило со подејство на алкохол и опијати? Јас мислам дека е добро да го следиме примерот во Финска. Тие имаат донесено закон, лице кое што вози под дејство на алкохол и предизвикат сообраќајна незгода, да му се одземи возачката дозвола и повторно да полагат. И доколку уште еднаш направи сообраќајна незгода, односно прекршок, доживотно да му се одземи возачката дозвола. Возможно ли е тоа да се спроведе во нашата земја? Зошто да не? Зошто да не? Државата ќе се полни со пари, луѓето ќе внимаваат затоа што не е ефтино да се полага повторно возачка дозвола да се добиет. А друго, кој сакат да бидат без возачка дозвола во време кога сите брзаме некаде? Пријатно. Пријатно, благодарам многу за јавувањето. Мора да признаеме дека моделот за тоа како Финска се справува со возење под алкохолизирана состојба е нешто што ги фасцинира гледачите и веруваат дека тоа е решението за средување на работата токму кај нас. Добро вечер за новиот гледач. Добро вечер. Дали сум ја на? Да, повелете. Треба возачите да им се земат на тие што возат брзо, што не е дозволено брзо, што не пазат, што газат, не само малолетни деца и стари луѓе газат, така да тие не се за во сообраќај, не се воспитани доволно од дома или такви се деца под алкохол, под напавкани, да речеме, со дрога и не пазат ич на возење на црвено, возат, брзо возат, еве по градот ги гледам јас, полицајци нема на улиците, си седат по некои дуќани, што има разведени жени, таму се пикат. Значи не ги интересира за безбедноста на граѓаните, само зимат плата, после зимат големи пензии, а ич не ги интересира за граѓаните, за безбедноста нивна да испаднат по улиците. Ами може ги има 300-500 вработени, тоа само кај нас во нашата општина. Кога и да испаднам на чаршијата на улицата, не можам да видам сообраќаец, полицаец. Од каде ни се вувате? Од Кавадарци. Значи не функционира ништо. Ништо не функционира кај нас. Значи, ја не знам како плата земат тие буџетарите, а платата не им е заработена. Оти тоа е се партиски вработено таму и за тоа така права. Тие не се стручни за тоа. Значи треба да оде на школу за таа безбедност на луѓето, па да биде вработен таму, а не само...
Благодарам многу и вам за јавувањето и тоа е она што бараме, пренесете ги вашите впечатоци и како изгледа сообраќајот и какви санкции се спроведуваат од градот или местото од кое што ќе се јавите. Одиме понатаму, добро вечер за новиот гледач. Добро вечер. Дали се слушаме, ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Еве, намалени. Ете така, тоа мора за да се слушнеме подобро. Повелете. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Во црвена линија. Сега сакам да ви кажам, јас пошто скоро 68 години сум. Возам од дете од 9 години, без возачка. И денеска возам. И сакам да знаат и инструкторите, и комисиите, и све. Може слободно да проверат во внатрешни каде било, дали имам некој удес направено. Камиони сум возел, коли преко 100 сум прошол во животот. Се викам Стојче Спасовски да дознае цела Македонија, дека не е возачката само во прашање. Возачките ги купуваат луѓе. Ми викаат пријатели, абе што не полагаш бе Стојче? Што да полагам пред умирачка? И затоа сакам да знае јавноста дека не е во прашање само возачката, него треба очи да отвориш сезбанки и позитив да отстрана напред секаде. Денеска може слободно полицијата да провери за Спасовски Стојче. Дали имам удес некој од 9 години дете? Возам Фичо. Татко ми имаше први Фичо, че ми ставише јастуче, за да може да гледам пред мене. Цела Југославија ја имам поминато без возачко. Возачка дозвола, ме разбирате ли? И тоа нека како било знае тоа јавноста. возможно да се вози цела Југославија поранешна без возачка дозвола? Да, сум возил, сестро Златна, да знаете. И камион сум имал. Плюс, сум носил роба, пипер, патлидан, печ, Косово, Србија, Шабац. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Интересно е, слушнавме од гледачот дека ја возел цела поранешна Југославија и тоа без возачка дозвола. Ајде да видиме што ќе каже следниот гледач. Добро вечер. Стишете го тонот на телевизорот. Добро вечер. Добро вечер, вие сте во црвена линија, повелете. Вако црвена линија за правилата за возачкиве. Тоа не се слагам и јас. Секој може да му се деси нешто, али доколку направи прекршок, што викате сообраќајни прекршок. Под дејство на алкохол и опијати возење. Под дејство на алкохол да направи прекршок, е точно и јасно да му се одземе возачка и се. Али не може сега кој фатил да е чисто, можем секој е под дејство на алкохол, секој потребува алкохол, а да го фати без сообраќајка, тоа не значи да го враќа назад на полагање или на други работи. Зборуваме доколку вози неодговорно под дејство на алкохол и опијати секако. Во тој случај, на тоа ни е акцентот. Па еве што мислите? По тој случај, ја мислам, доколку направи си прекршок, треба да се одговара и да му се одземе возачка. Така, ние токму за тоа зборуваме. Еве, во деновите пред Нова година со прославиве решение или да имаме сообраќајни контроли на секој чекор? Да, па и секој треба да се има и мора и полицијата да биде обезбедена многу. Зашто полицијата не е толку ангажирана за тие работи, што викат ноќни смени, си седат натам намо. Али доколку вака се оди, треба се поведе малку сметка со нив. Има ги доста, до преска што кажа гледачот, се се темени со пари, со мито, со пријателство, а не со школа и нема никакво обезбедување на патот. Така, благодарам многу, цениме тоа што и вие се вклучивте во црвена линија. Одиме понатаму, добро вечер за следниот гледач. Добро вечер син. Добро вечер. Поздрав имате до вас и до телевизија Телма. Благодарам, голем поздрав и до вас. Сега вака, за темата, дали ригорозни казни до животна забрана управување со моторно возило ќе го реши проблему? Па, мислам оти може треба за некои казни, на некои казни тие на оние кои што возат под дејство на алкохол и опијати. То не сме да види, да. Разбрав, то не чини, не може, то
Не е убаво, нема контрол, не чини така да пие, не може. То ќе биде опасно. Само зборот ми е да се намали криминал и корупцијата, велам, да нема сиромаштија, луѓето да работат, сите да работат, фабриките да ги отворат. Дали треба на секој ќоше да има собраќајна контрола? Тоа значи собраќајни контроли, буквално на секој ќоше. Треба ли да има? Треба, да, треба да има. Тоа ни анкетното праша. Контрола мислите на собраќаја? Собраќајна полиција на секој ќош. Па има, цело контроли не смеат да мрдат, ама сепак некои заквичи гумите. Ете, слушаме звукови на кочници, како велат, гумите се слушаат кога нормално се намалува анормна брзина, но најчесто возачот кога е под дејство на алкохол веќе нема контрола над возилото и секако под дејство на опијати. Добро вечер за новиот гледач. Да. Вие сте во црвена линија, повелете. Ало? Стишете го телевизорот, намалете го тонот на телевизорот. Добро вечер. Добро вечер. Ете, јас чув како ви. Да, добро вечер. Добро вечер. Видете, сообраќајот е сообраќај и Еве, јас ќе потсетам за следниот гледач кој што ќе се вклучи, зошто потенцираме да се намали тонот на телевизорот. И самите сте сведоци и секако ќе ви исклучиме бидејќи времето ќе биде потрошено бадила, а тоа значи дека се создава фонија. Јас се слушам како се повторувам таму, а најважно е гледачот да стапи во контакт со нас. Затоа намалете го тонот на телевизорот. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, црвена линија. Благодариме. Кој е чарето еве да се спречи појавата за возење под дејство на алкохол и секако опијати? Јас сум професионален шофер од 87 година. Со сите категории од А до Д, што значи дека до ден денеска не сум направен една најмала сообраќајна грешка. Што значи дека возам камиони, возам автобус, возам мотори, возам се. Меѓутоа, со големо внимание, со поштување, почитување на знаците кои се поставени, прилагодување на брзината како што е заограничено и под дејство на алкохол во никој случај не треба да се дозволи. Како треба да се спречи таквата појава? Какви санкции конечно ќе го решат овој? Прво треба совесно човекот, самиот шофер што ќе вози, да биде свесен дека под, не дај Боже, дејство на алкохол на авто, па да речеме, некој автобус да најде со полни дечиња од 50 до 60 дечиња во автобусот, а ти да си причина да загинат тие дечиња, доста е да размисли човекот здрав разум и во никој случај, а казите треба многу ригорозно да се под дејство на алкохол или на некои други субстанции. Благодарам и вам за јавувањето и тоа што го споделивте ве вашето искуство како учесник во сообраќајот. Одиме со реклами, а следуваат и резултатите од анкетата. Ете, малку одморив се од црвена линија, но повторно се враќаме онаму каде што ќе ги соопштиме резултатите од Инстаграм анкетата. Продолжете да не следите, ако не следите, направете го тоа. А на прашањето дали во овој период на прослави треба да има сообраќајна полиција буквално на секој ќоше, со да одговорија 73%, а со не 27%. Драги мои, тука е крајот на ова работна недела за црвена линија. Ве препуштам на викендот и секако посакувам да уживате во него, да бидете со програмата на Телма телевизија, возете одговорно секако без алкохол и опијати. А ние и јас и вие повторно од понеделник во истиот термин. Довидување.